Почитувани, викендов се одржа последниот квалификационен турнир во голбол одржан во Скопје и Кавадарци по региони. Ги добивме новите финалисти кои што ќе го одредат новиот шампион на Република Северна Македонија во голбол за 2021 година. Во прилог интервјуа со учесниците и организаторите. Зоран Костадиновски, секретар на Националната спортска федерација на слепи на Северна Македонија. Мило ми е повторно поздрав до слушателите ваши. Значи, овој викенд се одржува квалификација во голбол за слепи лица во два региона. Во првиот регион учествуваат Скопје 1, Скопје 2, Куманово и Кочани, а во другиот Каварци, Битола, Неготино и Струмица. Се дека ќе има добри надпревари и дека првите две пласирани од двата региона ќе идат во финалето кај што се веќе пласирани Прилеп и Тетово. Исто е регион, втори регион, квалификација за голбол за државно првенство. Државно првенство, квалификација, значи имаме неколку групи и они се вкрстуваат. Како беше? Не, првите две пласирани и од овој регион и од Каварци се пласираат во финалето, каде веќе се пласирани првите две пласирани екипи од минатото државно првенство. Тоа се Тетово и Прилеп. И Прилеп, тоа сега што се одржа од минатата година. Да. И ќе се вкрстат на крај. На крајот 6 екипи директно во финале учествуваат, кои ќе се одржи од 26-9 овој месец. Супер. И сега како што очекуваме после овие, како ќе се вкрстуваат? Значи, те две екипи од овој регион и од другиот регион во Каварци, првите две пласирани се директно пласирани во финалето. Каде што се веќе пласирани Прилеп и Тетово. Ќе играат меѓу себе. Да, на крајот во финалето играат сите 6 пласирани екипи, секоја со секоја екипа ќе има 5 кола, значи. Финалето во голбол за слепи лица ќе се одржи во Неготино од 24 до 26 овој месец. Одлична организација. Како задоволни со јасно Кирил Печиновиќ Кисела вода. Па да, и благодарно основното училиште Кирил Печиновиќ, мислам вработените што можеја салата да одиграме овој надпревар, овие квалификации и салата е прекрасна. Се надевам реновирана, гледам, ја им доаѓа на пораното реновирана. Да, реновирана е, добра е салата. Нема, мислам, играчите се задоволни за сега и се надеваме дека ќе имаме соработка со основното училиште Кирил Печиновиќ. Супер. Ви честитам за успешната организација и да продолжиме со надпреварите. Така, благодарение на вас. Почитувани слушатели, ја разговараме со победничката екипа на Скопје, која само што го заврши својот прв надпревар. Добар ден, дечки. Ве гледавме, игравте супер. Ова атмосфера, како сте задоволни од организација? Супер. Се е окей. Еве се сушиме малку на сонце. Добро се спотивме, ама успешно беше. Добивме една битна утакмица, сега имаме уште една полесна и веќе ќе треба да размислуваме за државното првенство. Квалификациите убаво ни поминаа. Значи сега треба уствари уште една победа и одите во финале, така му доаѓа. Одиме на државно. Одиме на државно, да. Ќе се одигра во Неготино. Регионскиот дел ќе го помине. Супер. Така спортски активности најважно е да има. Секако дека добро иде работата, ама кога си има вака дружење убаво, гледам од повеќе градови има. Да. Има и од Куманово, две екипи од Скопје и една од Кочани, тоа е овој регион. Има уште неколку региона, паралелно ќе играат викендов. Ние ќе дојдеме на државното од нашиот регион. Да, се надеваме и посакуваме и среќа. Ние знаеме од порано, значи разговараме со слушатели со креаторите на гласовниот читач Кико, кој што го промовираме, се трудиме да стигне до секој член. Како иде, дечки, работата околу апликацијата? Па добре, веќе е функционална, ја има на Play Store, ја има на louderpages.org/Kiko, може да се преземе гласот, да се инсталира. Функционална е, работиме на правење некои апдети за неа, да подобриме уште повеќе. Меѓувремено работиме на гласот Хана за албански јазик и тоа е веќе во завршна фаза, веќе имавме можност да слушнеме ние што сме во тимот некои снимки, убаво звучи. Така што набрзо и тоа ќе го промовираме, работиме на некои други апликации, други проекти, работиме на дигитализација на аудиокнигите во Сојузот, оние што се од магнетофонска лента ги префрламе во дигитална верзија, набрзо ќе можат и тие да се слушнат на сајтот на НССРМ. Така што има повеќе работи што се во тек, функционира се супер сега за сега. Значи од спорт се надеваме дека нема да излезе некоја
глупост со коронава за да не застане во нешто, ама ние не се даваме, ќе тераме, така што тоа е тоа од наша страна. Така, така. Блаже ти, нешто ќе ми кажеш? Како играше сега? Играта беше топ, задоволни од головите, задоволни од утакмицата. Сега си игра. Одиме на следна утакмица. Харис, може и ти? Здраво, значи Ние млади редовен таленти. член во младинската екипа на Скот. утакмицава сега што игравме беше предобра. Задоволни сме од головите, од постигнатиот капацитет на нашата игра и се спремаме здраве за другата утакмица, така да се надевам дека ќе ја поминеме и неа и дека ќе одиме на државно првенство. За голболот се игра, значи за лица слабовидните лица и слепите. Значи се игра со звучна топка, каде што имаме значи два тима по 3 играчи. Значи се позиционирани центар, лево крило и десно крило. И тоа е тоа од прилика. Да, се шутира Да, фактички се од шутира. гол на гол. Теренот 18 метри на Да, 9 те- метри. 18 на 9. Да. 3 на Позиционирани 3. се Обележане долу време, на но време, официјално по моментално 11 минути. 11. 11. Да, моментално играме по 7. Пошто се квалификации, повеќето од екипите ни се возрастни, не можат да издржат толку многу. Па ете во нивна чест малце го скративме времето, ама гледаме дека и тоа не им е доволно, ги победуваме, така што Младоста нека ни победува. извинат. Не, така е, младоста победа. победа. Добро дечки, сакам многу успех и представиме резултатите до Фала и крај. на вас И за секако и за учествувањето во оваа емисија. Ги Така. поздравуваме гледачите и слушателите на YouTube. Добар ден, јас сум Гравоц Душан, член на Сдруженијето на слепи лица на град Кочани и овој ден сме во Скопје како Сдружение по повод квалификацијскиот турнир во голбал. Ние сме ја представуваме екипата од Кочани, во тројца членови. сега ќе настапувате Сега ќе против настапуваме на квалификациите, ќе настапуваме против Куманово, па се надеваме на успех и во финале, па и на државно првенство да се пласираме. Супер, имавте ли припреми за турнир? Па имавме околу месец дена припреми пред овој турнир. Се обучивме, се спремавме. Сега наред е на нас да го покажеме тоа што го имаме, значи. Така. Фала ти, Дуле. Па, ви посакам многу среќа. Фала ви на вас на покана. Ги поздравуваме слушателите на Радио ЕСИ, како и секогаш. Како што ги пратиме шаковските надпревари, така и исто и голбалот, кој што денеска се одржуваат на две места во Скопје и Кавадарци, квалификации за државно првенство по 4 екипи. Првите две се пласираат директно на државното првенство кое ќе се одржи во Неготино последната недела од септември. Мислам дека организацијата е одлична, теренот, салата и мислам дека има одлична атмосфера каде што и дисциплина, што е најважно, бидејќи друг пат имало и проблеми. Сега нема никакви проблеми со дисциплината, секој си ја знае својата работа, си играат поштено, прифаќаат судиски одлуки и така натака и мислам дека одлично и верувам дека се слушнав сега пред малку и со Кавадарчани, каде што се одржава и тамо турнирот. Тамо се Струмица, Битола, Кавадарци, да. Значи у Кавадарци се 3 екипи, Кавадарци, Битола и Струмица и тамо ќе се пласираат две екипи за државното првенство и тамо тече се во најдобар ред. И тамо играат во школска сала, значи одлично е организацијата, условите се онакви какви што треба за голбал, со сите протоколи, исто и тука има протоколи и верувам дека ќе се завршат двете квалификации во најдобар ред и на екипите им посакуваме среќа на државното првенство што ќе се одржи во Неготино. Значи двете од тука најдобри и двете од Кавадарци ќе играат финале во Да, 24 до 26. од 24 до 26 во финале, значи две екипи од овие квалификации и од минатата година први две пласирани се пласираат директно без квалификација, тоа се прилепи тето. Така. Добро, ви честитам за успешната организација. На кратко прашање, ви сме во очекување на Олимпијадата во шах, кој ќе се одржи, како ви од припремите?
Па припремите се одлични, сега имавме еден камп во Неготино со селекторот каде што гледавме партии, вежбавме позиции така натака и треба да имаме уште еден камп пред да идеме во Грција. Тој ќе се одржи најверојатно од 6 до 10 на Шапка, каде што ќе бидат и другите репрезентации, репрезентацијата на здравите, на жените и на децава млади, каде што мислиме таму да тренираме, да видиме и во пракса како тие партии што ги спремаме како ќе се одржи таа кондиција и да имаме континуитет барем до Олимпијадата, па сега што ќе Вашите очекувања какви се за Олимпијадата, еве искрено така, прилика? Да имате ли високи очекувања или како размислувате? Затоа што сепак сте добра квалитетна репрезентација. Да, искрено мислам дека би требало, имаме големи шанси да се пласираме за светското екипно првенство, значи кое ќе се одржи до година. И ние како спортска федерација и Националниот сојуз на Република Македонија сакаме да аплицираме и да бидеме и домаќини на тоа светско првенство. Верувам дека ќе имаме поддршка од сите други репрезентации и екипи, кој што ќе се одржи конгресот баш на слободниот ден на Олимпијадата, мислам на 22, каде што ќе аплицираме и што имаме информација дека имаме огромна поддршка и да бидеме домаќини на светското првенство до година. Тоа е било голема чест. Апсолутно. Ви посакувам среќа и честитам за успешната организација, па пак се видиме во најскор период. Благодарам и на вас. Во финалето ќе го гледаме дербито помеѓу тимови како Скопје и Кавадарци и другите два учесника на 26 овој месец, кој секако ќе го проследиме на радиото во живо и на YouTube каналот. Останете со програмата на ЕСИ Радио.